Првите философи биле Талес и неговите ученици, наречени Милетска школа, како и Питагора и неговите следбеници. Предмет на истражување на првите философи било барањето основа на се што постои, за суштината на природата. Философијата како научно сознание започнала во Милет, трговски и културен центар на југот на Мала Азија, денешна Турција, во 6 век пред нашата ера. Првото филозофско прашање било што е основа на се, каква е општата праоснова, кој е предметот на сето постоечко. Основното, изворното на се во природата, прв филозофски поим бил наречен архе. Архе е без почеток и крај, самото не настанало и не исчезнува, тоа е вечно. Првиот философ на Западот бил Талес, живеел од 624 година до 547 пред нашата ера, еден е од 7 мудреци. Талес сметал дека архе, прапочеток на се, е водата. Водата за Талес представувала жива субстанција, ја има во се, воздухот, облаците, живите организми. Поттикнува создавање и движење. Има душа, како и сите останати нешта, например каменот. Автор на првата философска книга бил Анаксимандер, живеел од 610 година до 546. Ученик е на Талес, автор на делото со наслов За природата. Анаксимандер, како прапочеток на се, го вовел поимот аперон. Нема определен квалитет, бескрајен е во квантитет и во времето, безграничен во просторот. Основа за настанување и пропаѓање на појавите биле спротивностите што ги содржи праосновата. Тие спротивности се топло и студено, суво и влажно. Со спојување на спротивностите настануваат 4 основни елементи. Од топлото и сувото настанува огнот, од топлото и влажното настанува воздухот, од студеното и влажното настанува вода, од студеното и сувото настанува земја. Третиот представник на Милетската школа бил Анаксимен, живеел од 588 година до 524. За него основа на животот е воздухот. Светот е обвиткан со воздух, а земјата е голем диск кој врз себе има многу воздух. Воздухот е безграничен и конкретен. Од него настанува се и во него се враќа. Тој е нашата душа. Представниците на Милетската школа ја отфрлаат теономијата и космогонијата, обведуваат монистичко и материјалистичко учење.